Вести на програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија денеска во општина Росоман го представија својот кандидат за председател Ѓорѓе Иванов. Ѓорѓе Иванов, кандидат за председател од редовите на владеачката ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, денеска беше представен пред жителите на општина Росоман. За Иванов и првата средба со него пред своите сограѓани говорише градоначалникот Стојан Чалазов. Пред 5 години, заедно со сегашниот и идниот председател, господинот Ѓорѓе Иванов, се запознавме овде. Тогаш беше предложен од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за председател. И тогаш дознавме дека е од Валандово и дека е чесен, вреден, народен човек и дека пред се и над се е човек. Тоа што тогаш го слушнавме се покажа и дека е вистина. Но дека е многу малку кажано за сите негови квалитети и способности од многу едноставна причина. Затоа што е премногу скромен за да се фали. Иванов ја знае маката на земјоделците. Тој е универзитетски професор и се бори нашата младина да остане во Македонија, бидејќи на земјава и требаат вредни македонци, рече Лазов и порача. Росоман е за бројот 1, Росоман е за Ѓорѓе Иванов. За кандидатот за председател на ВМРО пред росоманчани зборуваше и Ѓорѓе Коџабашиев. Тој изрази надеж дека ВМРО и Коалицијата за подобра Македонија најголемата победа во четвртата изборна единица ќе почна токму од Росоман. Присутен на промоцијата беше и заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски. Тука сме заедно да остваруваме нови победи. Нови победи не за фотелја, нови победи кои ќе не внесат во победа во борбата за нови работни места, победа во борбата за подобрени услови во здравството, победа во борбата за повисоки субвенции, за поддршка на земјоделците, победи за Македонија. Не сме тука само за избори, оти често доаѓаме заедно со земјоделците да ги решаваме проблемите. Ќе останеме обични и блиски со нашиот народ и понатаму и ќе не има секаде, па дури и во најмалите места. Ние не сме како СДСМ кои ги има само на улица Македонија, во канцелариите и кабинетите. За нас тие се прочита на страница. Тука сме за народот, за земјоделците, за кои освен субвенциите, Коњановски најави и нови 725 милиони евра помош. Бидете разумни и гласајте за човекот кој покрај се остана обичен, им порача на присутните заменик министерот за земјоделие Зоран Коњановски. Секое доаѓање во Росоман е нова потврда за успешно функционирање на оваа општина. Тоа е заслуга на ветеното од локалната власт, владата и председателот на Република Македонија, рече во своето излагање кандидатот за председател Ѓорѓе Иванов. 2009 година кога дојдов, ви кажав дека сум таков човек како што ме воспитале моите домашните, да бидам чесен, да бидам искрен и да бидам вреден. Еве, после 5 години доаѓам и повторно ви велам, истиот сум тој како што бев пред 5 години. Останав чесен, останав искрен и вреден. Се трудев да бидам достапен за сите. Мојот кабинет постојано беше со отворена врата за сите кои сакаа да се сретнат со председателот. Посетив многу светски метрополи, но никогаш не заборавив да застанам на пазарчето во Росоман и да си купам од земјоделските производи кои ги нудите, рече Иванов. Дојдов да ви дадам отчет дека сета програма што беше од 2009 е исполнета. Све што е кажано во неа сте остварено и многу повеќе од тоа. Барајќи ја поддршката на росоманчан, Иванов подсети на субвенциите, винскиот туризам, продажбата на градежните парцели во Росоман, инвестициите, инфраструктурата, новите работни места. Драги сограѓани, знаеме каде одиме и знаеме што сакаме. Ве повикувам сите вас, сите граѓани, со заедничка енергија, побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија, но и Македонија во Европа. Со жителите на Росоман и околните населени места, освен председателскиот кандидат Иванов и заменик министерот за земјоделие Коњановски, денеска беа и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, повеќе партиски функционери, пратеничката Весна Пемова и тимот на Македонија за Иванов.
Општинската организација на СДСМ Кавадарци денеска на пресконференција го представи председателскиот кандидат Стево Пендаровски, нагласувајќи дека тој ќе биде столб на мирот и стабилноста во земјава. Почитувани сограѓани, наша прва и најважна задача е Македонија да се врати на нормален колосек. Македонија да биде демократска, а не автократска држава. Професорот Стево Пендаровски упатува повик до вас, почитувани сограѓани, да се здружиме и да ја вратиме моќта онаму каде што изворно припаѓа, кај граѓаните. Стево Пендаровски како претседател ќе ги решава проблемите. Поделбите кои ги живееме денес и политиките кои овие поделби ги поттикнуваат се најголемиот непријател на иднината на Република Македонија. Затоа Стево Пендаровски ќе обединува, а политиката на делби ќе ја прекине веднаш по превземањето на претседателската функција. Стево Пендаровски ќе ги остварува стратешките цели на нашата Македонија. Лицемерната политика на власта, дење да биде за влез во Европска Унија и НАТО, а ноќе да шири евроскептицизам, ќе биде веднаш прекината по превземањето на функцијата. Со својот углед, но и со неговите пријателства, Стево Пендаровски како претседател на сите граѓани ќе го подобри меѓународниот углед на Република Македонија. Почитувани сограѓани, не постои праведна држава без демократија и без владење на правото. Полицијата, правосудството треба да обезбедат правда, а не да сеат страф помеѓу неистомислениците. Претседателот Стево Пендаровски ќе биде столб на мирот и стабилноста на Република Македонија. Почитувани кавадарчани, ве повикувам да ни се придружите. Стево Пендаровски е човек која заслужува нашата доверба. На Македонија и треба претседател кој ќе биде заштитник на граѓаните, чувар на уставот и обединувач на нацијата. Алијансата за позитивна Македонија и официјално со општински штаб во Кавадарци за претседател е избран Ѓорѓи Бебеџаков, а високото раководство на партијата синоќа во општинската сала одржа средба со граѓаните, на која ги информираа дека нема да бидат дел од претседателските избори, но го најавија својот кандидат за пратеник. Официјално стартува со работа општинскиот штаб во Кавадарци на партијата Алијанса за позитивна Македонија. За претседател е избран Ѓорѓи Бебеџаков, кој синоќа заедно со високото раководство на партијата остварија граѓанска средба со кавадарчани. Претседателот на Алијансата за позитивна Македонија Љупчо Зиков му посака успешна работа на Бебеџаков и најави дека нема да учествуваат во претседателските избори, но го промовираше кандидатот за пратеник магистер Дане Јованов, директор на СТОБИ. Алијансата за позитивна Македонија не учествува на претседателските избори во Република Македонија и го повика своето членство да го даде гласот за оној претседател за кој смета дека е најдобар и дека треба да го даде. Алијансата за позитивна Македонија, тоест коалицијата за позитивна Македонија, поново, заради тоа што направивме коалиција со партијата на обединети пензионери и обединети граѓани на Република Македонија, ќе учествува на парламентарните избори кои треба да се одржат на 27 април. Ќе учествуваме, како што реков, во коалиција во сите 6 изборни единици. Ќе имаме своји листи, носителите на изборните единици повеќе или помалку се веќе познати или ќе бидат апсолутно познати за неколку дена. Носител на изборна единица број 4, можеме да кажеме, да најавиме вечерва, е господинот Дане Јованов, директор на СТОБИ, магистер Дане Јованов, угледен граѓанин од овој регион и мислам дека тој силно ќе ја предводи таа листа и овде ние дури калкулираме дека овде еден или два пратеника се наши пратеници во оваа изборна единица. Председателот на главниот одбор на Алијансата, професор доктор Владо Бучковски, колку е позитивна Алијансата, очекува да покаже работата, но и граѓаните. Дека сме различни од другите ќе покажеме со начинот на кој ќе водиме кампањата, ќе покажеме поинакво ниво на политичка култура, дека можеш да настапиш на политичката сцена без омаловажување кон политичките ривали. Ќе понудиме економска програма која е атрактивна,
која е поинаква од оние досега постоечките и убеден сум дека неопределените граѓани кои ги има во огромна бројка на 2 недели пред почнувањето на кампањата, 30% од оние кои сакаат да гласат се уште не се одлучни на која страна треба да го дадат својот глас. Јас сум убеден дека ние ќе ги придобиеме нивните симпатии. Ѓорѓи Бебеџаков, почестен што е избран за прв председател на Алијансата во Кавадарци, ветува по големо политичко делување. Чест ми е што сум прв председател на оваа партија и мислам дека оваа партија ќе донесе некоја свежина, позитивна енергија во изборната кампања и во наредниот месец агресивно ќе настапиме да ги запознаеме граѓаните на општина Кавадарци со нашата програма и се надевам дека ќе препознаат нешто ново и дека ќе успееме во она што е нашата намера во оваа изборна единица број 4 да освоиме барем 2 гласа. Во својот говор пред присутните, господинот Зиков се осврна на така наречената бела чума и преземање на мерки за нејзино надминување. Владо Бучковски истакна дека Алијансата за позитивна Македонија се обидува да направи пресврт на политичката сцена. На Македонија е доста од поделби и треба помирување. На Македонија и треба искрена приказна која ќе треба да ги реши проблемите на обичниот народ, додаде пред Кавадарчани Бучковски. Поранешниот градоначалник на Кавадарци во 2 мандати и поранешен пратеник Панчо Минов е носител на пратеничката листа на Гром за 4-та изборна единица. Носителот на пратеничката листа на Гром за 4-та изборна единица Панчо Минов денеска на пресконференција искажа благодарност за довербата што ја добил од раководството на партијата и рече дека е посебно горд што кавадарчанец ќе ја предводи пратеничката листа на неговата партија за 4-та изборна единица. Добив една голема доверба од мојата партија Гром, но во исто време и доверба која се најповеќе однесува и на целокупната општинска организација Кавадарци, на членовите и симпатизерите од Кавадарци, кои што се најбројни и со најјака организациона структура после бастионот Карпуш. Ова е голема чест за мене како кавадарчанец и уопште како за кавадарчанец, затоа што во големите и средни партии, а ние сме средна партија по големина и јачина, до сега не е бил кавадарчанец носител на листата, а со тоа фактички се дава една голема степен на известност да се биде избран со мандат пратеник во Републичкиот парламент, што верувам дека целосно ќе го искористам ова како шанса, како дадена доверба во интерес пред се на граѓаните на општина Кавадарци, за развој на Кавадарци, нормално и за афирмација на мојата партија Гром. Минов ја најави агендата за средби со граѓаните на кои го представуваат председателскиот кандидат на Гром Зоран Поповски. Во функција на председателската кампања ние веќе држиме собири по избирачките места во местните заедници. Вечерва сме во 18 часот во Старо Глишич, така да речам. Во 19 часот сме на продавницата на улица Достоевски, исто така во Глишич. Утре сме во непосредна комуникација сабота во улиците на Слога и Задругар, додека во недела сме во 18 часот на улица Ѓуро Ѓаковиќ пред продавницата, во 19 часот на улица Смилица на Ширината и во 19 часот во ресторанот Зарка. За сите 3 избирачки места. Додека нашиот председателски кандидат професор доктор Зоран Поповски во нашиот град ќе одржи централен митинг, предизборен митинг на 7 ден Благовец во 19 часот. Со тоа ве повикувам да и на овие собири предизборни за председателски кандидат, како и на изборниот митинг на 7, сите членови, симпатизери и граѓани заинтересирани да поверете да присуствувате на победничкиот кандидат на Гром професор доктор Зоран Поповски, како и на вашиот кандидат за пратеник Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов денеска оствари работна средба со представници на КФВ банката.
Во рамките на реализацијата на проектот што општина Неготино го спроведува со поддршка на владата на Република Македонија и германската КФВ банка за обнова и развој, а со единствена цел за подобрување на состојбите со водоснабдувањето, градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов оствари работна средба со представници на консултантскиот тим на банката, преку која се обезбедени средства за спроведување на проектот. На средбата градоначалникот Апостолов ги информираше соговорниците за досегашните активности кои локалната самоуправа во соработка со јавното предпријатие Комуналец ги има реализирано на терен за изработка на проекти кои би биле финансирани од втората фаза од проектот, како и за динамиката на изведување на активностите во периодот што следува. Претходно представниците на консултантскиот тим предстојуваа во локалното комунално предпријатие, каде што за тековните активности беа информирани од страна на директорката Наташа Лазова. Државата го надмина проблемот со вишокот свинско свежо месо. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најавуваат засилени контроли при увозот на замрзнато свинско месо. Надминат е проблемот со вишокот на свежо свинско месо. Министерството за земјоделство во соработка со фармерите и фирмите кои го обработуваат се договорија да се зголеми откупот. Во последните неколку месеци во државата вишок беа 200 тони свежо свинско месо. Колку ние не го слушаме гласот и барањата на бизнис заедницата или на земјоделците или на сточарите, не сме направиле ништо. Мораме да концепираме политиката на начин на кој што тоа најмногу ќе одговара на самите субјекти кои што се вклучени. Заедно со работка со Министерството, со владата, успеавме квалитетно да го решиме, така да се надевам дека во наредните години веќе нема да се повторува. Со заедничка соработка во следниот период е предвидено изголемување на понудата на пазарот. Производителите сметаат дека целата побарувачка треба да доаѓа од домашните фарми. Заедно со поддршка на Министерството и владата, се надевам дека во наредните години овој процент ќе го зголемиме и да нашиот народ јаде домашно, квалитетно, свежо свинско месо. Од Министерството најавуваат дека во следниот период ќе се засили и контролата на увозното замрзнато свинско месо, ќе се испитува неговиот квалитет и потеклото. Не сме да се дозволи свинско месо кое што е замрзнато да се пласира како свежо свинско месо во малопродажбата. И тука верувате дека ќе има сериозни контроли, но во исто време ќе има и сериозни казни за тие кои што не го почитуваат законот. Годишно во Македонија се консумираат околу 23.000 тони свинско месо. Денеска по четврти пат Фени Индустри ги отвори вратите за граѓаните кои сакаат одблизу да се запознаат со работењето на компанијата. Денеска во Фени беа ученици од Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко од Кавадарци. Во насока на воспоставување блиска комуникација со граѓаните од општина Кавадарци и околината, Фени Индустри по четврти пат денес организираше отворен ден каде што компанијата ги презентираше своите активности во делот на општествената одговорност со акцент на процесната технологија и мерките за заштита на животната средина, како теми што најмногу ги засегаат граѓаните. Одговорните лица Виктор Трајков, инженер за животна средина во секторот лабораторија, контрола на квалитет и животна средина, и Лазе Филипов, менаџер на производство, исто така одговара на прашањата на посетителите. Овој пат посетители беа средношколците од Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко. Посетата се состоеше од видео презентација каде покрај презентираното од страна на представниците на Фени Индустри, гостите имаа можност да поставуваат прашања за се она што ги интересира за Фени, неговото работење, процес на производство и слично. А во вториот дел ја посетија и самата фабрика каде и визуелно се запознаа со активностите на Фени. Оваа посета има посебно значење за учениците на ова училиште, затоа како што рекоа од Фени, токму меѓу овие ученици се идните вработени, инженери и менаџери на Фени. Сакам да искажам задоволство од денешната посета на оваа компанија. Тие не поканија да бидеме денес гости кај нив, да ја посетиме компанијата. Ни беше презентирана во генерално процесот на производство, начинот на заштита на животната околина и можам да искажам задоволство од презентацијата. Исто така, сакам да кажам дека нашето училиште е средно стручно училиште од електротехничката и машинската струка и во нашата агенда имаме зацртана соработка со компании
на локално и на пошироко ниво. Па би апелирал до другите компании да искажат потреба за соработка со нашето училиште, слично како и ова фини индустрија. Компанијата ја искористи оваа можност повторно да ги покани сите граѓани на општина Кавадарци и околината дека секој последен петок во месецот ќе има ваков отворен ден за граѓаните, а тие се што треба да направат е да се пријават со испраќање имејл на адресата zivotnasredina@feni.mk со име и презиме и назнака пријава за отворен ден и да остават своји контакти. Секој последен петок во месецот прво пријавените 15 лица ќе имаат можност да го посетат Фени и да се запознаат со активностите на компанијата. Полициската станица Неготино со кривични пријави за вработени во јавното предпријатие Македонски шуми подружница Демир Капија за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластувања и фалсификување или уништување деловни книги. Полициска станица Неготино до надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против лицата ДП, 65 години од Неготино, директор на јавното предпријатие Македонски шуми, подружница Демир Капија, РН, 62 години од Неготино, самостоен референт во јавното предпријатие Македонски шуми, подружница Демир Капија, БД, 53 од Демир Капија, шумочувари, АЈ, 58 од Кавадаци, шумочувар поради основи за сомнение дека првопријавениот сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, дека второ, трето и четврто пријавениот сториле кривично дело фалсификување или уништување деловни книги. Првопријавениот во постапка за издавање дозволи за сеча на второ, трето и четврто пријавениот им одобрил да издаваат дозволи за сеча на разни физички лица на кои им ги злоупотребиле личните податоци од причини што истите никогаш не поднеле барање за издавање на дозвола за сеча. Постапката за издавање на дозвола за сеча е на тој начин што секое физичко лице лично треба до подружницата на јавното предпријатие за Македонски шуми да поднесе писмено барање со приложена лична карта и откако барањето ќе биде одобрено, барателот треба да го уплати потребниот паричен износ за бараната количина на огревно дрво на сметката на јавното предпријатие. Потоа од страна на јавното предпријатие се издава дозвола за сеча врз основа на која барателот има право да изврши сеча на огревно дрво од државна шума во реонот кој што е наведен во самата дозвола. Со издавање на дозволите пријавените им овозможиле на трети лица да вршат сеча на огревно дрво од државна шума со вкупна количина од 206,5 метри кубни огревно дрво, која што количина истите ја продавале на разни физички лица по цена од 2700 денари за 1 метар кубен. Со наведеното пријавените го оштетиле јавното предпријатие Македонски шуми за 231.280 денари, стои на крајот од информацијата од Канцеларијата за односи со јавноста при СВР Велес. По вина на пешаците годишно се случуваат и по 200 сообраќајни незгоди. Републичкиот совет за безбедност на патниот сообраќај преку општинските совети за безбедност ја покренуваат кампањата Недела за безбедност на пешаците. Во Македонија лани загинале 48 пешаци. Во просек годишно животот го губат 40 пешаци, а по нивна вина се случуваат 200 сообраќајни незгоди. Пешаците се 1/4 од вкупниот број жртви во сообраќајни незгоди, а дел од таа бројка се и деца. Надлежните институции најавија превентивно-едукативни активности за намалување на бројот на загинати и повредени пешаци во рамки на Неделата за безбедност на пешаците, што ќе се одбележи од 1 до 7 април. Низ улиците во центарот за време на кампањата полицијата ќе дели флаери со црвена и жолта боја. Зависно од однесувањето на пешаците со статистички показатели и превентивни предупредувања дека секој пешак може да стане жртва ако не ги почитува сообраќајните правила. Неодговорните пешаци ќе добијат црвен флаер со информација дека направиле прекршок и ја загрозиле својата и безбедноста на другите во сообраќајот, со информација
информација дека за направениот прекршок би требало да платат глоба од 1500 до 3000 денари. Тоше Јанев, портпарол на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, потенцира дека целта е да се натераат учесниците да ги почитуваат законите. Сообраќајни решенија има, но реалниот проблем е што многу од пешаците не сакаат да одат 50 метри повеќе или да се искачат 10 метри за да го поминат патот. Тоа може да се надмине само со превенција и подигнување на јавната свест, со постојано подсетување на пешаците да ги почитуваат сообраќајните правила и секако, доколку не го прават тоа, да бидат казнети. Доста од граѓаните се жалат за висината на глобите, но доколку се во смешен износ ке немаат никакво влијание, но доколку не грешите, нема да платите ништо, наведува Јанев. Со него се согласува и Општинскиот совет за безбедност на патниот сообраќај Кавадарци и оттаму вчера на седницата одлучија во кампањата да ја вклучат локалната самоуправа и училиштата од градот за заеднички да делуваат во безбедноста на пешаците. Целта на неделата за безбедност на пешаците во Македонија е да се привлече вниманието на сите релевантни општествени чинители кои може да влијаат во безбедноста на пешаците во сообраќајот. Годинава во акцијата покрај Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се вклучени Министерствата за локална самоуправа, за транспорт и врски, за внатрешни работи, Автомотосојузот на Македонија, Институтот за јавно здравје, Светската здравствена организација, Црвен крст, Итната медицинска помош и Македонскиот центар за култура и развој. Покрај поделба на едукативни материјали и контроли од сообраќајната полиција, најавени се и интерактивни работилници со ученици, наставници, стари лица за начините за подобрување на безбедноста на пешаците, организирани акции за одбележување повеќе пешачки премини. Меѓу останатите активности на тркалезна маса ќе се дебатира за улогата на локалната самоуправа во безбедноста на пешаците, а ќе биде организиран и јавен настан под мотото "Јас пешачам за". Засилено ќе се цели и годинава кон безбедното управување на моторцикли. Ќе се преземаат сите мерки оваа сезона да биде подобра од минатата, заклучи вчера на состанок од полицијата и советодавната група на граѓани. Инспекторите за превенција при полициска станица од општа надлежност Кавадарци, сервисите за технички прегледи, средните училишта, продажните салони и мотоклубот Тиквеш Рајдерс вчера во просториите на Кавадаречката полиција дискутираа на тема безбедно управување на моторцикли. Целта е да се одредат заклучоците по кои понатаму ќе се делува за безбедна мотосезона, рече на состанокот инспекторот за превенција Благица Кицева. Со неа се сложи и самостојниот инспектор за превенција по сообраќај Диме Точков, кој додаде дека многу е важна оваа категорија, понесувајќи ја со себе техничката исправност на возилата, употребата на заштитната кацика и почитувањето на сообраќајните правила и прописи. За законските прописи говореше инспекторот Дејан Камчев. Тој со присутните ги сподели одредбите од законот и глобите за нерегистрирани моторцикли, непоседување документи со одветна возачка категорија и неносење заштитен шлем или кацика, статистичките податоци на полицијата за изминатата 2013 година и 18 сообраќајни незгоди со мопеди и моторцикли, од кои 1 случај со смртни последици, 4 со тешки телесни повреди, 9 со телесни повреди кај 14 лица и останатите со материјална штета. Според Камчев, најважно во случајот е правостекнувањето право за управување со моторцикл, возачката категорија, исправности и задолжителното носење на заштитната кацика. Ако сето ова се почитува, нема да има никаков проблем во безбедноста, констатираше инспекторот. Очекуваме согласно институциите присутни на состанокот најмногу пред се до свеста на родителите, преку родителските состаноци и укажувањата кон учениците, најмногу во оваа проблематика да делуваат училиштата, се изјасни инспекторот Диме Точков. Тој од мотоклубот ќе очекува пренесување на искуства кон моторџиите од продажните салони, апел за регистрација и набавка на кацики, а од народната техника средби со младите за да биде постигната целта. Од мотоклубот посочија дека возачите на автомобили недоволно во сообраќајот ги почитуваат возачите на моторцикли.
Тие ги спомена мерките на одземање на мотори кои полицијата ги превземаше во минатото како доста делувачки во оваа насока и иницираа на поголема едукација за управување со мопеди и моторцикли во образованието, особено кај основците. Од Средното земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од полицијата побара поголеми контроли и казни за родителите на децата кои уште на возраст од 4 до 6 оделение седнуваат на скутер и упатија сугестии кон надлежните служби од локалната самоуправа на поефективно делување кон ударните дупки. Фамилијарна разгаленост на децата потенцира од Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко, кој од полицијата побара и поголема образовна едукација, па и едукација во училиштата од страна на полициските службеници и апелира на поагресивно медиумско делување, маркетинг, флаери и плакати, а слабата побарувачка и продажбата на заштитни кацики ја потврдија и продажните салони на моторцикли. Со сето ова се сложи и кавадаречката полиција. Во тие насоки инспекторите ветија превземање на поголеми безбедносни мерки во сообраќајот и уште вакви средби со присуство и на представници од локалната самоуправа и родители. За да на крајот од сето ова има ефект, полицијата и советодавната група на граѓани ги донесоа заеднички следните заклучоци: поголемо медиумско рекламирање, почести организирани надпревари за моторџиите во насока на едукација, во чии рамки ја најавија и соработката со кавадаречкиот мотоклуб Тиквеш Рајдерс и организацијата на надпреварот во вешто возење, зголемената присутност низ периферијата на градот, зголемените мерки и активности кон возачите на моторцикли, средби на советодавни групи со представници на родители од родителските совети и учество со свој удел и удел на мотоклубот во презентациите на средните училишта кои во рамки на престојните уписи за во средно образование ги вршат за осмооделенците низ основните училишта. Акцијата Безбедно на мотор не завршува на овој состанок. Продолжуваме со превземање на активности на терен. Помеѓу самите учесници во сообраќајот од оваа категорија се изјасни на крајот кавадаречката полиција. Море од див лук и лимони и капиталци деновиве наша екипа регистрира во Неготински двор. Море од див лук под Кожов регистрира нашиот фотоапарат на последната планинарска акција во организација на планинарското друштво Зелен брег од Кавадарци. Искусните планинари Фено Наков и Славе Петрович ни кажаа дека дивиот лук е здрав за јадење, но треба да се внимава да не се помеша со растение слично на него, ако е отровно. Сите планинари си набраат дивиот лук за дома, некои само листови, а некои заедно со плодот кој е во земјата. Лимони капиталци пак забележа нашиот фотоапарат како растат во природна средина во двор во Неготино. Собственичката на дрвцето накитено со лимони како новогодишна елка ни раскажа дека сите се изненадени од големината на нејзините лимони и воодушевено гледаат во нив и ги фотографираат. Се повеќе тиквешани се одлучуваат за одгледување на лимонови дрвца наместо да ги купуваат на пазар. Велат дека сакаат природна храна без пестициди и тоа е пресудно за таквата нивна одлука. Синоќа во Неготино се одржа финалето на локалниот дебатен турнир Неготинијада. На овој турнир учество земаа 15 дебатери со 5 тима, од кои во финале учествуваат 2 тима со 6 учесници. Синоќа се одржа финалето на локалниот дебатен турнир Неготинијада. На овој турнир учество земаа 15 ученици со 5 тима, од кои во финале учествуваат 2 тима со 6 учесници. По пат на ждрепка беше одлучено кој од тимовите ќе биде афирмативен тим, а кој негативен, и тимовите започнаа да дебатираат на теза екстерното тестирање градано. Во афирмативниот тим беа Томе Насков, Анжелика Серафимовска и Анета Трајкова, а во негативниот тим Сандра Мојсова, Јане Степанов и Димитри Самандов. Сите вклучени дебатери завршија одлична работа во својата улога и во финале победи афирмативниот тим. На крај сите се здобија со сертификати за своето учество, а воедно и најдобрите 3 говорници добија посебен сертификат. Прв најдобар говорник Стефан Ристовски, втор најдобар говорник Анета Трајкова и трет најдобар говорник Димитри Самандов. Финалистите исто така добија сертификати за прво и второ место на турнирот. Целиот настан беше покрин од Медиа Арт Тим и сите вклучени членови како логистичка поддршка добија сертификат.
Настанот е организиран од Младински образовен форум во соработка со Центар за регионален одржлив развој од Неготино и Младинската организација при Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Следува временска прогноза. Времето утре претежно сончево со локална облачност, ветровито и потопло. Утринските температури од 1 до 7, а дневните од 11 до 20 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.